Жана Трпевска, медиумски експерт и основач на организацијата Ресис. Со неја ќе поразговараме, неизбежно е коронавирусот, но од еден друг аспект, известувањето на медиумите, етички принципи, законски обврски на медиумите, начин на известување. Да видиме како Жане ги согледува овие состојби. Жане, добро утро. Да, добро утро. Најпрво поздрав до сите ваши гледачи и слушатели, меѓу кои сум и јас, редовно ве слушам возејќи се наутро на радио, Клуб ФМ. Проектот ви е Баш ни е драго што еден таков слушател, редовен слушател имаме ние еден добар познавач на медиумските прилики. Жане, го следиш начинот на известувањето околу коронавирусот. Дали од етички аспект нашите медиуми генерално се придржуваат на принципите или приметуваш некое отстапување? Па не вака, јас не го следам систематски, мислам го следам како и секој граѓанин загрижен за она што се случува и за своето здравје и за здравјето на сите други луѓе, но при тоа, значи, забележувам одредени работи што се битни од аспект на тоа каква улога играат медиумите, или јас сега повеќе би рекла пошироко би ја дефинирала оваа ситуација како комуникацијска криза, да речам. Не имаме ние комуникацијска криза, но кога има ваква криза во јавното здравство, какво што се епидемиите, многу битно прашање е таа криза да не се преточи, да не стане комуникацијска криза, бидејќи дури тогаш може да има големи и штетни последици. Последниве деценија и пол, вие знаете, светот се соочил неколку пати со вакви ситуации и новинарството знаело да одигра и позитивна, но исто така и многу негативна улога во рушењето на довербата на жителите, на граѓаните кон надлежните институции. Од тука би тргнала, но сега е уште потешко, бидејќи ние живееме во едно дигитално време, бидејќи информациите не се шират само преку традиционалните медиуми. Секој се информира и од социјалните мрежи, од многу различни извори. Значи, така да предизвикот е поголем. Да, можноста да луѓето да бидат дезинформирани и одговорноста на професионалните медиуми е поголема. Значи, од една страна има различни информации, контрадикторни, така натаму, а од друга страна медиумите кои се кредибилни, тоа треба да го сватат и како предизвик и како одговорност, бидејќи јавноста има право да знае за тоа што се случува. Значи, за време на последен пример кога новинарството одиграло негативна улога во вакви ситуации е епидемијата со ебола во Западна Африка во 2013 до 2016. Траеше целиот тој проблем. Некои меѓународни, национални, локални медиуми одиграле негативна улога, создавале паника, вознемиреност, со сензационалистичко известување, со лошо известување и ги оневозможувале напорите на хуманитарните и на медицинските екипи да воведат некаков ред и да го сопрат, да речеме, ширењето на епидемијата. Сега, што се случува кај нас? Значи, јас не би рекла дека имаме комуникацијска криза, како што реков на почетокот. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што прво надлежните институции редовно, континуирано известуваат, информираат, односно ги информираат медиумите за тоа што се случува. Од друга страна, гледам дека и традиционалните и дел од новите онлайн медиуми покажуваат и интерес и одговорност за да ја следат ситуацијата и да пренесуваат. Од она што така неструктурирано го следам, значи можам да забележам дека има 3 теми за кои медиумите известуваат. Првата тема е за тоа дали и како се шири епидемијата, значи врз база на пресконференциите. Втората тема е како епидемијата се одразува врз другите општествени области, значи импактот врз политиката. Еве, ние сме во период на избори сега, ќе има избори, нема,
Ке има собери, не треба да има натаму врз стопанството, значи тоа е сериозна тема, врз спортот, врз културата и врз други области, што е и природно и нормално, значи бидејќи навистина се одразува врз сите општествени сфери оваа ситуација. И третата тема е за која известуваат медиумите е пренесувањето научни или медицински информации за тоа како луѓето кои се ризиците и како може да се заштитат, односно како да се справат со ризиците од оваа. Дали може да тврдиме генерално дека се во рамки на она што се очекува од колегите? Да, јас би рекла дека генерално медиумите, генерално сите медиумите и новинарите известуваат навистина одговорно. Темата е прва на агендата. Гледаме, мисле, бидејќи станува навистина за голем проблем, не е само локален проблем, туку е пандемија, значи во светски размери, и мислам дека будно се следи ситуацијата кај нас. Меѓутоа, мислам дека има и изолирани случаи, одредени случаи на неодговорно известување, некаде политизирано известување. Може да го илустрираш тоа си, некој конкретен, не мора со име, генерално. Например, да, не. Значи, прво што сакам да кажам е дека недостасува доволно следење на третата тема. Значи, јас еве забележувам српските медиуми, значи пренесување на систематско пренесување на медицински факти и информации. Значи, како луѓето, кои се ризиците и како може се справат. Ги гледам српските медиуми и гледам дека таму континуирано, дури и приватните медиуми, водат некаков вид јавна кампања. Значи, основните информации од Светската здравствена организација, од домашните надлежни експерти, континуирано ги обработуваат во вид на инфографици и постојано во текот на програмата ги емитуваат. Да, значи таа едукација недостасува. Јас, например, Добре не го гледам тоа. Верувам дека нашите медиуми тоа ќе го добронамерно ќе го сватат. Да, во таа смисла, например, Македонската радиотелевизија има најголема одговорност јавниот сервис во тој поглед. Ќе збориме за тоа на крајот на овој разговор. Имаше едно, сакам нешто друго да ве прашам. Имаше едно соопштение од МВР каде што на некој начин предупредува на неодговорно однесување не на само на медиумите, него и во социјалните мрежи. Мене ми интересира овој дел. Кои се законските можности или кои се црвените линии, законски црвени линии кои што медиумите не смеат да ги поминат во текот на известување поврзано со ова состојба? Па вака, нели, ако зборуваме за аудиовизуалните медиуми, ние имаме еден закон, не можам да се сетам законот за медиуми кој се однесува и на печатените медиуми, дали содржи таква одредба. Мислам дека истите обврски. Да, но тоа доаѓа само по себе, значи во случај на катастрофи, несреќи, епидемии и други општи состојби, медиумите се должни во интерес на јавноста будно да следат ситуацијата и да известуваат сеопфатно, нели, да дават на јавноста информации. Затоа постојат, мислам, нивната улога е таа, јавноста има право да знае што се случува, од друга страна и од здравствени причини. А ако не се информирани поединците, ако не се информирани луѓето, може заразата полесно да се шири. Значи, ако не се преземаат ако секој поединец не е доволно информиран за тоа што треба да прави, нели, да не прво да се заштити себе си, па и останатите. Ама исто така и останатите, бидејќи џабе се мерките што ги преземаат надлежните институции ако луѓето не се придржуваат. Значи гледаме дека тоа се случува. Впрочем, нели, имаше во последниве ден-два известувања за тоа дека многу луѓе се и неодговорни и нели не одат на работа од една страна, од друга страна се дружат. Мислам дека таа состојба полека се менува. Да. Значи медиумите имаат голема улога во таа смисла постојано да информираат јавноста и одговорноста на секој поединец. Во кои ситуации институциите со административни мерки и дали може тоа делимата со административни мерки да се забрани слободата на говорот? Јас не би рекла сега дека во овој момент сме во таква ситуација Но имаше такво предупредување. Да, во случај да некои медиуми шират дезинформации. Во случај да неточни информации се шират целосно што може да загрозат јавноста, да, некои од надлежните органи би можеле меѓутоа да преземат мерки, но не мислам дека сме дојдени до таму. Јас би рекла дека дезинформации повеќе се шират по социјалните мрежи. И би рекла дека има отсуство
како што реков, на факти и на медицински информации, повеќе новинарите се потпираат на тоа што ќе го кажат епидемиолозите, што е нормално, но исто така мислам дека и самите новинари во ваква ситуација треба да постојано да си го прошируваат своето знаење, постојано да читаат, постојано да работат тие новинари кои известуваат за ова прашање. Ние не знам кај нас, ти си новинар, Насер, кај нас дали постои категоријата science journalism. Значи во светот постои новинарство, научно новинарство, но новинарство кој известува за научните факти. Немаме ние, мислам, општата состојба во новинарството. Капацитетите на нашите медиуми се, за жал, тие што се... Недоволното знаење за одредени специфични ситуации може да доведе до ненамерни грешки. Затоа е важно, јас верувам дека тоа го прават колегите новинари, постојано да се чита, да се следи, да се научат основните концепти во епидемиологијата, значи да се читаат постручни текстови за да се знае и да се поставуваат и релевантни прашања кога се известува за актуелната ситуација. Затоа што штета од незнаење може да се, а не мора да е намерно. Да, па многу често во новинарството од недоволно знаење се прават различни грешки, но сега јас би рекла дека генерално јавноста е доволно информирана, но недостасуваат информации од тој тип. Значи од тип на некаква јавна кампања. Ние знаеме дека јавни кампањи кај нас се водеа долго време за многу други прашања, а сега едноставно нема таква јавна кампања. Имаше нешто од Министерството за здравство, ама не сум сигурен дека тие клипови, тие инфографици доволно се шират по медиумите или често се шират. Да, самите институции го прават тоа и тоа е добро. Значи институциите тоа се треба постојано. да го следат и медиумите. Медиумите треба исто така да преземат своја општествена одговорност во смисла да емитуваат различни едукативни содржини за граѓаните. Да. Жане, следат избори, дали приметувате тенденција пандемијата со коронавирусот да се злоупотребува во медиумите за политички интереси? Па да, секако. Значи, ние, како и во многу други ситуации, многу од дезинформациите, многу од неточните информации или полувистините доаѓаат од политичките актери како извори. Сега многу често сме биле сведоци на злоупотреба на било која ситуација во општеството заради политички цели и сега гледам дека политичките опоненти многу често излегуваат со такви изјави дека не треба да се има доверба во нашето јавно здравство. Тоа може да биде многу сериозно, може да ја подкопа довербата во институциите сега во овој момент. Мислам, дека и политичките актери треба да преземат одговорност за таквите изјави. Без разлика дали се од власта или опозицијата? Без разлика од... Значи, во вакви кризни ситуации е многу важно да на јавноста и медиумите, ама и сите други субјекти и пренесат чувство дека има контрола врз ситуацијата. И реално кога има контрола. Сега јас не велам дека медиумите и други актери не треба да прашуваат дали се преземаат сите мерки. Треба да прашуваат и треба да се задржи тој критички однос. Но не може да се измислуваат работи или намерно сега тенденциозно да се шират информации дека луѓето не треба да веруваат на институциите. Практично се подкупуваат мерките што владата... Да, јавната доверба на граѓаните во ваквите ситуации е многу битна за да не се претвори целата ситуација во ситуација на вознемиреност, на страв, па дури и на паника, што знаело да се случи во вакви ситуации во други земји. Која е одговорноста на јавниот сервис во вакви ситуации? Значи, веќе реков, Македонската радиотелевизија како јавен сервис и по закон е најодговорна и има обврски да пренесува едукативни содржини во различни ситуации, ма особено во вакви ситуации. И самата мисија нејзина е од таков карактер.
А да не речам, да не зборувам за тоа дека треба да биде и најпрофесионална во известувањето. Значи во информирањето за вакви теми треба максимална професионалност. Вчера затоа што не се под притисок на тоа дали ќе добијат реклами или нема да добијат. Вчера прочитав еден коментар на социјалните мрежи и јас се извинувам, не го гледав директно јас тоа интервју со министерот за здравство. Меѓутоа прочитав еден коментар во кој со право се критикува македонската радиотелевизија од наш колега новинар за тоа дека додека се води разговор со министерот за здравство не може да се пуштаат прилози на представници на опозицијата со цел да се направи некако вештачки баланс. Значи не станува збор сега за политичка дебата во која е потребен баланс. Значи вие правите интервју за мерките што надлежните институции во овој зависи здравјето на луѓето. Значи не може да го прави тоа македонската радиотелевизија и тоа ми дава за право, нели, да кажам дека се уште има несигурност кај новинарскиот кадар таму во поглед на тоа дека треба да си ги задржи професионалните стандарди, а особено во вакви сериозни ситуации. Значи, недозволиви се таквите ситуации. Вие можете да пренесете изјава на политичар и од опозицијата или кој било политичар во вестите, но додека правите интервју, во дебатна емисија да пуштате дебата заради правење политички баланс, вие ја претварате таа дебата за сериозна тема од областа на јавното здравје во политичка дебата, во предизборна дебата. Што не е допустливо. Значи, не е допустливо, да. И затоа велам, иако македонската радиотелевизија е подобрена во програмски во последниот период, сепак се уште одредени примери укажуваат на тоа дека не е целосно ослободена од различни облици на влијание. Да. Гледам, ако се споредуваат како останатите јавни сервиси, да не одиме во Европа, тоа се веројатно ние со нив не можеме да се споредиме. Ама гледајќи на пример еве српскиот јавен сервис, на хрватскиот јавен сервис веќе ќе има интерактивна настава преку програмата на јавниот сервис. Дали македонската телевизија, слушам дека ќе ја пуштаат, ќе ја реемитуваат повторно ова Бушева азбука. Дали треба да се размисли, ако веќе ова потрае, да таа некој вид скратена настава да се може да се следи преку македонската телевизија? Да, секако. Значи да не зборуваме за тоа што се друго може да направи македонската радиотелевизија ако мисли на потребите на публиката во овие. А треба да мисли. Проблемот е што досега кај нас сите медиуми, вклучувајќи и МТВ, ги имаат заборавено потребите на публиката. Значи, да, треба да мисли, ама не само МТВ, треба и сите медиуми да прилагодат својата програма. Ама МТВ има најголема одговорност. Точно, да. МТВ има најголема одговорност. Таа информација прочитав и јас, да, но не е доволно само тоа, нели? Целата програма треба да биде структурирана и насочена кон сегашната ситуација, кон начинот на известување во сегашната ситуација. Сепак станува збор за една вонредна ситуација. Ако на луѓето им се препорачува... И МТВ треба вонредно да се однесува, а не како да... Па не е редовна програма. Мислам, редовната програма треба во голема мера да се прилагоди, да се прилагоди, да се збогати, да се промени, редакциите треба... Ако треба да се интервенира и во шемата, затоа што се работи за... Да, секако. Значи, треба да седне колегиумот внатре во МРТ и да види што може да направи во оваа ситуација, како може со програмата да помогне, да види што прават нивните колеги од другите земји, значи да види што е тоа што може пребројат, кој е капацитетот корисно да го направи за публиката. Значи, а не да каска зад настаните, да речам, или да... Се надевам дека веќе тие размислуваат за овие теми. Жане, ова беше нашето време. Задоволство ми беше да со тебе секогаш кога разговараме за прашања поврзано со... Да, и мене и благодарам за поканата. Одговорноста на медиумите, начинот на известување. Жана Трпевска, медиумски експерт, разговаравме за одговорноста на медиумите во известувањето за ширењето на коронавирусот.